Работнички Вардар 2:0, полувреме 0:0. 3 бода за домакинот по протокол на овој надпревар. Гостите или домакините на градски Вардар, вардарците остануваат без бодови. Секако во ова грчевита борба за опстанок, кога секој бод е злато вреден, овие 3 нови бода на контото на екипата од Девар Мауло многу значи, а Вардар после изворедната победа против шампионот Струга се враќа на почетната позиција, би рекле, во борбата за опстанок после овој во било која смисла сепак заслужен пораз или заслужена победа на Работнички. Сето она што се случуваше пред надпреварот, кога една поголема армија на навивачи пред се на Вардар нагарна на градскиот стадион, се создаде една атмосфера, една убава слика, една убава гледка, која подсекеше на убавите фудбалски времења, можеби од минатиот век. Некако не оправда актерите и на двата тима на овој прекрасен зелен тепик, реновиран и убав за игра. Амбиентот околу 3500 до 4000 гледачи, можеби нешто малку помалку или малку повеќе, во секој случај изостана она 10.000 која можеби најоптимистите ја очекува, оние фудбаломаните очекуваа дека сепак дербито на годината, фудбалското дерби го Работнички Вардар ќе го потполни барем со 1/3 капацитетот на арената Тодор Проевски. Тоа не се случи, за жал, сепак и оваа бројка од 4000 гледачи е за почит и респект, а сега нешто повеќе за она што се случуваше на зелениот терен. Самите настани на овој прекрасен зелен правоаголник, единствениот фудбалски терен кој го имаме во нашата држава, на кој може навистина да се игра фудбал, може да се избројат на прсти, посебно во првото полувреме, кога во 21-та минута Вардар направи една добра акција по левата страна, Шушњара упати добар центрошут со својата левица, а Азер Омер Агиг добро, онака концентрирано ја зафати топката со глава, упати удар со глава, но неговиот удар заврши можеби 20 сантиметри покрај десниот директ. Тоа беше единственото нешто кое можеше да се види во првиот дел и два удара на домакинот на Работнички, кој добриот голман на Вардар Гачевски рутински ги одбрани, и сето тоа беше премалку за дербито на годината. Нешто подобро, нешто поживо, поорганизирано, со повеќе фудбалска смисла и акции, да не речем додавања, и сите оние фудбалски елементи кои ја красат играта, го видовме во вторите 45 минути. На самиот почеток беше евидентно дека Работнички домакинот тргна во тивок напад кон голот на Вардар, а вардарците поддржани од своите верни навивачи, од комитите на западната трибина и од оние не толку многобројни кои дојдоа на старата јужна трибина, некако остана повлечен, дефанзивен, успеваше да одолее на овие напади на Работнички во периодот од 45-та до 60-та минута, кога навистина домакинот ја пренесе играта пред голот на вардарците, и сето она што се одвиваше тука. Тренерот на Вардар, Горас Михајлов, го почувствува тоа и кога и одолеа овие напади некаде 63-та минута, направи двојна измена, од игра ги повлече Омерагик и Шушњара, а влегоа Дошев и Алти Пармаковски. Беше очигледно дека со овие две измени Вардар ќе се обиде да нападне, откако веќе го издржа овој првичен притисок во второто полувреме. Меѓутоа, за жал, она што го видовме не се оствари. Играта некако се неутрализира, но Работнички беше тој што сепак тивко ја имаше топката во своите нозе и го диктираше темпото. Горан Станич, тренерот на Работнички, направи една златна измена во 72-та минута, кога во игра го внесе Димитар Тодоровски, а истиот фудбалер само 6 минути подоцна, во 78-та минута, постигна гол за Работнички, откако акцијата почна од голманот на Работнички со дегажман преку левата страна центаршут, прецизно додавање, а Димитар Тодоровски од 10 метри на драците на Филип Гачевски ја спроведе топката во мрежата. Тоа беше, да речеме, убав гол за Работнички, изработен и водство од 1:0.
Интересно е што целата оваа акција на Работнички се случуваше после шансата на Вардар во која се најде бразилецот Лемос. Некаде откосо од 10 метри успеа да добро да ја зафати топката и да верувате или не, можеби и единствен прецизен удар во рамките на голот на Работнички, кој можеше да донесе толку посакувано восов за вардарците, меѓутоа голманот на Работнички успеа да го одбрани овој удар. Реков, во контранапад од денгажманот на голманот на Работнички преку Димитар Тодоровски во 78-та минута стигна до водство од 1:0. До крајот играта одеше повеќе на средината на теренот, беа направени уште две измени, а домаќинот Работнички во судиското дополнување 90+4 преку Мазари по еден брз контранапад кога вардарците беа сите истурени на противничката половина и го бркаа тоа изравнување за кое рака на срце и имаа две шанси, полушанси или изгледни прилики да стигнат до изравнување, меѓутоа немаше јунак во вардаровите редови. Тоа беше скапо платено во контранапад, реков Мазари постигна ефектен гол во добро изведена акција и тоа беше конечни 2:0 за Вардар и навистина болен пораз на Вардар или вредна победа на Работнички. Да ремезираме на градскиот стадион, на арената Тодор Проевски, Работнички Вардар 2:0, полувреме 0:0, трите бодови во грчевитата борба за опстанок одат на контото на Работнички. Вардар после победата од Струга се враќа назад и почнува од нулта точка во оваа борба за опстанок во првата лига. Она што колку што можеме и ние продукција Скок и сите фудбаломани и фудбалски стручници да го гледаат со ладна глава 30 на минути после завршувањето на дербито Работнички Вардар е веќе наредното коло кога ова борба за опстанок, борба за гол прволигаški живот продолжува со два директни дуели кои најверојатно ќе ја решаваат судбината. Во ова коло Штипска Брегалница извојува еден голем бод на гостувањето во Струга, иако штипјаните водеа со 2:1, успеа да го свртат резултатот откако Струга шампионот победе со 1:0, некаде 85-6 минута примија изравнувачки гол и сепак носат еден вреден бод од Струга во Штип. На другата страна останува дербито за 7 дена, некаде 21 април во Штип играат веќе Брегалница и Работнички, повторно директен дуел за борбата за опстанок, а она што на вардарците им престои, што Вардар го очекува, е Воска Спорт, каде што се решава судбината на прволигашкиот живот. Разликата е многу мала, тука се сите во таа кошница за опстанок. Она е тоа што престои за 7 дена. Во Штип, Брегалница, Работнички, во Скопје, Вардар со Воска Спорт. Зборуваме за борбата за опстанок, она што ни престои. Јалче Дргутов, продукција Скок, градскиот стадион Скопје или арена Тодор Проевски, дерби на годината, Работнички Вардар 2:0, полувреме 0:0.
Десетина минути по завршувањето на дербито на годината, еве неповторно со еден мотив дека сепак Вардар и Работнички го оживеа градски. Ја вратија публиката колку толку нови трибини и новинарската меморија доли е ретко памти една ваква колона на возила на излез, претпоставувам навивачи кои биле да го гледаат денес на преварот. Во крајна линија и тоа е добро, тоа покажува дека сепак Македонија сака фудбал, дека Скопје ги сака и Вардар и Работнички, волку народ одамна не се собрало на градски, ваква колона на возила и вакво излегување со контрола на полицијата е добро за фудбалски прилики. Не е добро оно што го видовме на зелениот терен, искрено Вардар и Работнички мора да дадат повеќе. Инаку еве новинарската меморија и од така блиско мината од месец мај минатата година, кога Вардар го играше баражот во Кавадарци, видовме еден ваков конвој Вардаров во Кавадарци. Сега претпоставуваме дека тука може да има и навивачи на Работнички, па и неутрални, кои дојдаа денес да го гледаат овој натпревар. Во секој случај, добро е ова за македонскиот фудбал, добро.